Едно од огледалата на стопанските текови и на стандардот на граѓаните е работењето на трговската мрежа, главно бутиците, а кога тие се затвораат, значи дека во градот се случуваат негативни тенденции. Надписи се издава, со месеци стојат на се поголем број трговски објекти. На се повеќе дуќани, и тоа на најфреквентните улици, наместо полни излози на прозорците, стојат надписи се издава. Дори и таму каде што до пред неколку години беше незамисливо да се откаже за купецот за да дојде друг. Трговците, најчесто со конфекцијска стока увезена од Турција, Грција и Италија, им ги позлатуваат дуќаните на собствениците во Бутикчиската улица, бидејќи прометот функционираше успешно, па беа задоволни и едните и другите. Зошто Кочини, кој важеше за регионален центар за трговска стока, во кој доаѓаа муштери од околните градови, сега ја губи таа улога, е прашање на кое немаат одговор надлежните, но затоа имаат граѓаните. За граѓаните и за трговците, прва и основна причина е, како што велат, дека нема народ. Втора е дека тоа што остана од народ нема пари. И трета е ригорозната казнена политика која освен што санкционира, истовремено затвори голем број трговски објекти. Не е за подценување ниту сивата економија, како и тецгаджиите кои речиси без никаков трошок земаат голем процент од прометот, па бутикџиството го прават неисплатливо. Кога кон сето тоа ќе се додаде дека купопродажбата преку Facebook и другите можности на е-трговија, тогаш станува јасно во каква опозиција се класичните трговци со фирма и дуќан и сите трошоци што произлегуваат од нив.